Насилен екстремизам, тероризам, радикализација, поларизација во општеството. Во светот е воочлив порастот на насилството и на насилниот екстремизам. Младите луѓе повеќе од останатите се вклучуваат во насилни акти. Зошто луѓето пристапуваат кон насилство и екстремизам? Никој не се раѓа како насилник. Насилник се гради и се поттикнува од општеството. Што означуваат термините екстремизам, радикализација и насилен екстремизам? Екстремизмот се однесува на политичка идеологија, насочена најчесто кон постигнување расна, етничка, верска или политичка надмоќ, спротивставувајќи се на основните вредности и принципи на демократијата и на човековите права. Насилниот екстремизам се однесува на насилство што се оправдува со екстремна религиозна, социјална или политичка идеологија. Поларизацијата се дефинира како засилување на спротивставувањето на лица и групи во општеството, што резултира со тензии помеѓу овие лица и групи. Таа создава ризици за радикални трендови, опасни по безбедноста во општеството. Радикализација кон насилен екстремизам. Радикализација наспроти радикализам. Термините екстремизам и радикализација се користат многу кога се зборува за насилниот екстремизам. Радикализмот се дефинира на различни начини. Може да значи предизвикување на политичка промена и не мора да представува закана за општеството, освен ако не е поврзано со насилство или други незаконски дејства, како на пример поттикнување омраза или кршење на човековите права. Терминот радикализација најчесто се користи за да се опише процесот во кој поединецот усвојува екстремни погледи или однесувања со кои ја оправдува употребата на насилство. Клучно во процесот е прифаќањето на насилството. Радикализацијата што води кон тероризам е динамичен процес во кој поединецот постепено го прифаќа терористичкото насилство како можност или дури легитимен начин на дејствување, со тенденција да поддржува или да учествува во терористички активности. Радикализацијата и насилниот екстремизам во суштина се однесува на отфрлање на демократските вредности како толеранција, почитување, вклучување и разновидност. Зошто поединците се вклучуваат во вакви акции? Комбинација на социоекономски, психолошки и на институционални фактори води кон насилен екстремизам. Не постои еден ист начин на радикализација, брзина или профил на личности што се склони кон оваа појава. Пуш фактори. Пуш фактори се оние што ги туркаат луѓето кон насилство и насилен екстремизам, како маргинализација, дискриминација, сиромаштија, чувство на нееднаков статус и нееднакви можности, реални или перципирани. Пул фактори. Пул фактори ги привлекуваат луѓето кон насилство и насилен екстремизам, како добро организирани екстремистички групи што нудат услуги, надомест или вработување. Тие нудат заедница, чувство на припадност и на идентитет. Заради приход, заштита на семејството, награда или одмазда, поединците се приклонуваат кон екстремистичките групи. Контекстуални фактори. Поделеното општество и кревката држава, недостигот од владење на правото, корупцијата и високата стапка на криминал се дел од бројните фактори кои овозможуваат екстремистичките групи активно да дејствуваат. Одредени трауматични настани од животот на поединецот може да бидат пресудни за неговото вклучување во екстремистички групи. Радикалните верувања не секогаш пременуваат во насилен екстремизам или тероризам. Многу луѓе што имаат радикални идеи никогаш не се вклучуваат во терористички акции. Што да направиме? Вообичаено, полицијата и безбедносните служби се единствениот актер во соочувањето со насилството и со насилниот екстремизам. Но не се единствените. Образованието е клучен фактор за превенција и за градењето отпорност на заедницата кон овие појави. Улогата на наставниот кадар. Наставниот кадар треба да работи за училиштето да биде инклузивна средина во која се почитува разновидноста и сите се чувствуваат еднакво и прифатено и се вреднуваат мислењата на учениците.
поддршка на емоционалниот развој на учениците и градење на отпорност како вештина на учениците да ги надминуваат пречките и конструктивно да се соочуваат со конфликти во секојдневниот живот. Креирање безбедност во училиштето, каде што сите се чувствуваат сигурни и заштитени. Развивање процедури за рано препознавање на симптомите и соодветно реагирање за потребите на младите изложени на ризик. Наставниците имаат клучна улога во превенцијата на насилниот екстремизам. Да направиме позитивна промена кон силна и толерантна младина.